Овие луѓе овде во оваа зграда, за жал не изневерија сите нас. Потфрлија во обврските кон своите граѓани. Не сите луѓе. Има овде и чесни професионалци, има камермани, сниматели, светломајстори, тонмајстори, има дури и чесни новинари. Но оние на кои им е доверен зборот, одговорноста, главните уредници и директорите, тие потфрлија. Ја изневерија про нашата професија, ги изневерија своите колеги и што е најважно од се, ја изневерија јавноста. Некои од нив ги познавам лично, сум работела со нив во А1 телевизија. Ги среќавам и денес и знам дека знаат, и тоа многу добро знаат, што прават. Тоа го знам кога понекогаш ќе ги сретнам на кафе, на улица, не и на настан. Не доаѓаат тие, тоа е премногу за нив. Во нивниот поглед гледам дека на вистина се срамат. Но навечер, кога ќе го пуштам телевизорот, нема ништо од тој срам. Ќе ги погледнам вестите и гледам. Лажат, искривуваат, сокриваат. Не гледам главни уредници, ами бесни партиски навивачи. Секоја чест на исклучоците, а верувајте ги има и такви. Но за нив не е достапен прайм тајмно, туку резервните клупи низ мрачните ходници на оваа зграда, во која ете иронијата на судбината сакала тука да биде и полицијата. А ако нешто научивме деновиве од сите оние снимки, е дека не Илија, ами полицијата уредува вести во медиумите. Слушнавте за Лиле. Што мислите, од каде доаѓа сигурноста на министерката дека Лиле ќе лета од работа и дека Лиле нема да прави емисија? Дека Лиле така и ветила? Не. Дека главните уредници и директори, нивните послушници и полтрони, тоа и го гарантирале на господјата министерка. Затоа, на оваа покана не се одзвав да ги навредувам колегите новинари, колегите репортери или Лиле. Овде сме да ги охрабриме нашите колеги, конечно да го земат оружјето во своји раце. Зборот, мислата, судот. Оваа куќа долго време е ваква. Долги години овде седат директори и господа главни уредници, кои што се изживуваат врз новинарите, кои работат за ситни пари, и така децении поред. Работат како хонорарци, платени се минимално, нередовно и незаштитени се со законот. А секој режим почива на злоупотреба на послабите. Лиле е символ за злоупотреба на постарите. На послабите, пардон. Јас сум тука да побарам од вас да ги охрабриме нашите колеги, новинари, кога следниот пат господата главни уредници од нив ќе побараат да презентираат некоја безмилосна хајка, која ќе ги приморуваат да кажат некоја лага, да речат не. Нека се спротистават, а ние граѓаните ќе ги поддржиме, бидејќи силата на нивните аргументи доаѓа од довербата која во собранието им ја дадовме ние граѓаните, а не главните уредници и директори, удобно спружени во фотелји на жешка линија со министри и министерки. И нека не ги подценуваат граѓаните. Има светли примери во Европа, во нашето поблиско обкружување, кога граѓаните застанале на страната на своите новинари, на страната на својот глас во јавноста. Во 2000 година новинарите од чешкиот јавен сервис започнаа штрајк против изборот на новиот главен уредник кој се сметаше за партиски избор. Штрајкот почна тивко, за потоа да се омасови. Немаше програма, немаше вести. 1 милион чешки граѓани дојдоа да ги поддржат новинарите на најмасовниот протест веројатно во Европа за одбрана на јавниот збор и јавната мисла. 1 милион граѓани им рекоа на своите новинари: вие сте во право, вашиот партиски уредник и ние не го сакаме. Затоа, колеги, не ги подценувајте граѓаните. Ако се охрабрите, тие и ние, вашите колеги, ќе ве поддржиме. А сега нешто кусои за господата главни уредници и директори. На една дебата во ЗНВ еднаш еден постар колега, поранешен уредник во оваа телевизија, ми се спротистави во некаква расправа и ми рече: не ве разбирам, млада колешке, вие не го познавате законот. Ние сме должни да известуваме за активностите на владата,
бидејќи ние како јавен сервис треба да ја браниме државата, тоа ми го рече. Заборавиле или не знаат колегите и господа уредници дека тие се формирани со одлука на собранието во домот на граѓаните. Заборавиле дека државата не е партијата, дека нивни единствени газди сме ние граѓаните. А се што ние бараме од господата главни уредници е да ги почитуваат универзалните принципи на професијата новинар, кои се дел од сите етички кодекси во редакциите ни светот. Затоа ги основавме и затоа постојат. А ако не се пронаоѓаат во тој повик, во таа благородна мисија, нека покажат барем еднаш трошка честитост и нека си заминат. Благодарам.